Протестот за промени во Сојузот на пензионерите закажан за утре во Скопје се одлага поради безбедносни причини, изјави Трајче Станојков, еден од организаторите. Ние утре го одложуваме протестот да не се протестира поради тоа што информации од Министерство за внатрешни работи дека се веќе припремат такви реакции од страна на групи и не сакаме да дојде до инциденти, не сакаме да дојде до провокации, затоа што таму ќе има одредени групи на луѓе кои што се за процентуално покачување, пуштени од, да речем, партиски луѓе и затоа не сакаме да ги доведеме пензионерите во таква една ситуација. И го одложуваме протестот во Скопје за понатаму, односно неодредено. Што пензионерите очекуваат да добијат со новото раководство и нов изборен модел во Сојузот? Прво пократок мандат, затоа што 4+4 она што го има е еден период кој што значи овозможува на луѓето да можат да манипулират внатре во Сојузот, да проневеруваат, така речено, пари, да проневеруваат одредени своји овластувања и затоа не сакаме. Значи, периодот ќе биде сигурно пократок, односно 2 години. Дали пензионерите ќе иницираат и барање да се провери финансиското работење во Сдруженијата и Сојузот? Тоа имаме го ние во нашиото барање и во новиот предлог закон за пресметка на пензиите внесено и тоа сигурно ќе се оствари затоа што е дадено на собрание, веќе поминато на влада и на собраниска комисија и очекуваме дека позитивно ќе се реши. Основното барање на пензионерите за линеарно покачување на пензиите на чекор до реализација. Помина на владина седница и сега се чека како точка на дневниот ред да биде изгласана во собранието. Првите 2.500 денари треба да ги добијат во октомври, а останатите во март наредната година.